Со години, охридските лета се отвараа или се затвараа со фанфари и со мелодијата по парличевите болни и тешки зборови од 1762 лето. Но и покрај словото горко, словото жалосно од Цариград, ние имавме вера, имавме црква. Ниту со декрет не укинаа, ниту со декрет можеа да ни земат. Ја зачувавме својата црква, ја возобновивме Охридската архиепископија во ликот на Македонската православна црква, генерации и генерации со исконска љубов го чуваа и го зачувавме идентитетот македонски. И денеска, на 62-то Охридско лето, да кажеме: Цариград излеа вино и елеј како мелем на раните кои пред 260 години ни ги отвори. Ние ја дочекавме убавата вест како секогаш, исправено, ние нанозе го доживеавме повторниот благослов. И Охридско лето е благослов, создадено од стравопочитна далга на уметнички емоции, преку кои се роди далековидо големо и нешто што ќе трае. А се роди во врвната акустика на Света Софија, преку ехото на Самуиловата тврдина, за да трае и во овој антички театар, покриен од пластови македонска историја, културно богатство, чие откопување почна пред 45 години. Нема педа од македонската земја под која нема запис од цивилизациите, од вековите, од нашето минато, од нашиот историски и културен идентитет. И Охридско лето е потврда за нашиот идентитет и потврда дека сме дел од европската култура. Другото е лага. Нашиот поглед кон минатото не е за да изавртиме грб на иднината. Не. Во нашето минато нема ништо од што би се срамеле, за да мораме да го вртиме погледот во него. Од нашиот јазик и нашата музика, и нашите слики, и нашите книги, и нашите ора, и нашите куки, и нашата кујна, се е идентитет. И тоа што сме македонци е идентитет. Идентитет што го наследуваме, а од нас зависи дали ќе го надоградиме, ќе го носиме во срцето или само ќе го вртиме по употреба низ уста. Идентитетот е и домашно воспитување. Идентитетот е и љубовта кон сопствената култура и уметност. А искрената љубов кон уметноста е еднаква на фанатична љубов која никого не остава рамнодушен, особено не во овој древен град, во нашиот Охрид. И врнело и грмело, и ниту уметниците, ниту публиката ги напуштале сцената и столчињата. Такво е Охридско лето. Секоја година се подлабоко во нашите срца, секоја година се повисоко во дострелите и се подалеку со добриот глас. И се издигна Охридско лето во врвен културен настан, достоен за светско внимание. Преку Охридско лето се издигнуваме и ние. Секое негово издание е нов хоризонт, нова далга. Охрид е љубов на прв поглед, а Охридско лето е како прва љубов, како премиера, зашто Охридските лета немаат реприза. Исто како и годините од животот. 62 години се 62 лета со Охридско лето. Вечно да е. И на крајот, почитувани присутни, да убедувам некого дека говорам на македонски и дека сум македонка, е исто како да ве убедувам дека вечерва сте тука на отварањето на уште едно Охридско лето. А тука сме и добре дојдени сме. Ви благодарам.